Во просек по 5 часа дневно македонските малолетници поминуваат на интернет. Последните истражувања на Агенцијата за електронски комуникации покажуваат дека зависноста од дигиталните уреди кај децата е алармантна. Таблетите и мобилните се почесто ја преземаат улогата на учител. Англиски зборуваат перфектно, но потешкоти имаат со мајчиниот јазик. Ваквите случаи кај децата од предучилишна возраст, според логопедите, се почесто се среќаваат во пракса. Прекомерното користење на дигитални уреди остава сериозни последици врз говорниот развој, а бројот на деца со одложен говор и нарушена артикулација е во пораст. Се почеста е појавата на така наречениот екранизам кај децата, кој се споредува со аутистичниот спектар, со аутизамот. Наликува на аутизам, има слични елементи, но не е аутизам, туку е екранизам и е предизвикан од срединските фактори во кои што детето расте, доколку е изложено предолго време во несоодветната возраст пред екрани. Говорот, посочуваат логопедите, не се развива преку пасивно гледање со држини, туку преку контакт очи во очи, слушање и комуникација. Кога детето е пред екранот, информацијата ја прима еднострано, без можност за интеракција, што директно го забавува развојот на говорот. Затоа што предолгата изложеност пред екраните не го дава потребниот градежен материјал за да се овозможи здрава сензорна интеграција, која е многу важна за развојот на здрава единка. Не е добро детето од најраната возраст, од 0 до 3-4 годишна возраст, воопшто не е добро да биде изложувано пред екрани. Првиот филтер за детектирање на екранизмот се градинките, каде речиси во секоја група има по 1 до 2 деца кои имаат проблем со дигиталните уреди. Затоа се апелира родителите да го ограничат времето пред екраните и да поттикнуваат развој и социјализација.